Добро вечер. Време е за ново саботно издание на Вестите од културата. Во продолжение да погледнеме што ја одбележа оваа работна седмица. Во Археолошкиот музеј на Македонија се одржа промоцијата на каталогот 100 предмети од збирките на Археолошкиот музеј. Издание што представува сведоштво за долгогодишната посветеност кон истражувањето, зачувувањето и представувањето на нашето културно богатство. На промоцијата беше нашата колешка Ирена Спировска. На 27 февруари во салата за конференции на Археолошкиот музеј беше промовиран каталогот 100 предмети од збирките на Археолошкиот музеј. Издание што представува сведоштво за долгогодишната посветеност кон истражувањето, зачувувањето и представувањето на нашето културно богатство. Издавањето на каталогот го овозможи Министерството за култура и туризам, а на промоцијата беше истакнато дека ова издание е резултат на тимска работа, љубов кон археологијата и желба за едукација и инспирација. Денеска сме овде за да прославиме нешто многу повеќе од еден каталог. Прославуваме труд, знаење, љубопитност и истреност. Тоа се работите што ја движат археологијата и музејската работа напред. Каталогот 100 предмети од збирките на Археолошкиот музеј не е само збирка на артефакти. Тој е сведоштво за генерации истражувачи кои со страст и посветеност се занимавале со нашата професија за да ја извлечат историјата на виделина. Целта е да се презентира музеот, да се представи музеот и заедно со онаа претходна книга за 100 години кај што беше представен историјатот на Археолошкиот музеј, 100 години на развиток, на градење на збирките, 100 години на учество на сите што се вдале во формирањето на тие збирки, недостасуваше ваква книга да надополни таа слика, да ни каже со каква институција си ја на работа. Што има во таа институција? Што може да видиме, што можеме да научиме ако отидеме во Археолошкиот музеј? По повод 90-тиот роден ден на доајенот на македонското сликарство Родољуб Анастасов, во музејот на град Скопје е отворена изложбата Сите деца на Родољуб Анастасов, организирана од Сдруженијето Архифакт. На изложбата се представени дела на 43 уметници, поранешни студенти на Анастасов. Куриозитет се делата Мајка со дете и Татко со дете, кои што Анастасов ги насликал во 1958 и 1959 година, а јавноста ќе ги види за прв пат. По повод 90-тиот роден ден на доајенот на македонското сликарство Родољуб Анастасов во музејот на град Скопје е отворена изложбата Сите деца на Родољуб Анастасов, организирана од Сдруженијето Архифакт. На изложбата се представени дела на 43 уметници, поранешни студенти на Анастасов, денес докажани визуелни уметници кои изучувале сликарство кај него на факултетот за ликовни уметности во периодот меѓу 1980 и 2000 година. По повод 90-тиот роден ден на професорот Родољуб Анастасов, во музејот на град Скопје составивме една изложба на која што учествуваат 43 уметници од Македонија. Тоа се неговите студенти и ученици. И на оваа изложба всушност еве го славиме животот како што неговите ученици сакаат да кажат и се радуваме на доброто здравје и на тоа што професорот Анастасов го вградил веќе во своите ученици. Сдруженијето Архифакт имаше големо задоволство да соработува со сите овие уметници, а особено големо задоволство да организира, да има можност да организира ваков еден настан посветен на доаѓенот на македонското сликарство Анастасов.
Куриозитет на изложбата се делата Мајка со дете и Татко со дете, кој што Анастасов ги насликал во 1958-1959 година, а јавноста ќе ги види за прв пат. На изложбата за прв пат прикажуваме само 3 дела од професорот Анастасов. Тоа е автопортретот со птица, кој што е направен 86 година, и 2 дела кои што за прв пат сега ги прикажуваме во последните 20 години, тоа се неговите безмалку први трудови, први дела, изработени 58 и 59 година, и тука еве гледаме еден поинаков Анастасов, поинаков стил. Тогаш во тој период Анастасов е фасциниран од Модилјани и токму тоа може да се забележи на неговите дела. Изложбата, чија реализација е поддржана од Музеот на град Скопје за посетителите, ќе биде отворена до 18 март. Во средата почна традиционалното издание на Струмичкиот карневал, кој ќе трае цела недела се до 5 март. 7-дневните карневалски случувања во Струмица официјално започнаа со предавање на клучот на градот на карневалистите. Главниот настане вечерва со почеток во 18 часот и 30 минути, кога ќе се одржи карневалската поворка на плоштадот Гоце Делчев во Струмица. На Струмичкиот карневал ќе се представат 34 карневалски групи и една поединечна маска со вкупно 1058 учесници од Македонија, Хрватска, Србија, Црнагора и Бугарија. Струмичкиот карневал е вековна традиција на градот под царевите кули и е директно поврзан со верскиот празник Тримери. Тука ги завршуваме вестите од културата, нови содржини најавувам за утре во истиот термин. Ви благодарам на вниманието.